Почитуван председателе на Македонската академија на науки и уметности, почитувани членови на Македонската академија на науки и уметности, почитуван господине Камбовски, почитуван господине Поповски, почитуван прв председател на Собранието на Независна Република Македонија господине Стојан Андов, почитувани членови на владата овде присутни, ваши екселенции, амбасадори од земјите пријатели на Република Македонија и представници на дипломатските представништва на земјите пријатели во Македонија, почитувани и уважени гости на Македонската академија на науки и уметности, дами и господа, почитувани медиуми, почитувани граѓани. На почетокот, дозволете ми да изразам мојата благодарност за поканата да бидам еден од говорниците на оваа конференција. Ова е одлична иницијатива на МАНУ и прилика која доаѓа во клучно време за да се даде придонес на темата што е во суштина на насловот на конференцијата. Спогодбата од Преспа, меѓународно значење и импликација врз евроатлантските интеграции на Република Македонија. На референдумот на 30 септември граѓаните на нашата земја ќе имаат можност секој според својата сопствена одлука да ги потврди промените што ќе одредат иднината на нашата земја. Иднината на сигурност, благосостојба и безбедност за сите наши граѓани. Одлука за промени кои ќе овозможат на нашата земја да го забрза членството во Европската унија и НАТО, како заедници кои гарантираат мирни денови и економска благосостојба за оваа, за следната и за сите идни генерации граѓани на Република Македонија. Пред тој ден стоиме уште пред повеќе од децении. За една година покренавме процеси што ја кренаа пречката, блокадата која ги запре сите започнати процеси. Ја вративме демократијата во нашиот дом, Република Македонија, спроведовме и спроведуваме реформи за држава по европска мерка, и конечно, и најважно, постигнавме договор со Грција и најдовме решение за проблемот кој се закануваше за секогаш да останеме надвор од најмокните политички и безбедносни заедници, Европската унија и НАТО. Добивме покана за членство во НАТО. Ние ќе бидеме 30-та земја членка на НАТО. Добивме отварање на преговори со Европската унија во јуни 2019 година. Имавме кандидатски статус од 2005 и од 2009 добивме препорака од Европската комисија за да започне со преговори за членство. Доколку не го надминавме спорот со Грција, вратата за членство во Европската унија ќе останеше затворена. Граѓаните секако ќе го имаат последниот збор за договорот на референдум. Граѓаните се тие кои ќе одлучат за оваа голема одлука. Верувам дека ќе го донесат вистинскиот избор. Веруваме дека имаме добар, достоинствен договор што го потврдува идентитетот и ја гарантира нашата иднина. Добиваме кристална и недоосмислена потврда на македонскиот јазик и потврда за македонскиот идентитет. Македонци, македонец, македонка, македонско. Како дома, така и во странство. Преведено без ограничување на сите јазици во светот. Идентитет за севкупна употреба. Грција го призна нашиот идентитет. Јазикот ќе се користи слободно секаде, во Обединетите нации, во НАТО, Европската унија, во сите официјални институции, активности и настани. Имплементацијата на домашните промени, согласно договорот, ќе се случува во фази. Како што ќе напредуваме во Европската унија, согласно со отварањето на поглавјата за членство во Европската унија. Така ќе го спроведуваме договорот дома. Од држава со многу проблеми и лоши односи со сите соседи, сега на нас гледаат како на позитивен пример, модел што другите сакаат да го следат. Ги решаваме проблемите, не бегаме од нив. Создаваме нови односи со соседите. Пријатели сме со сите, ја зајакнуваме соработката. Нашиот пристап во решавањето на проблемите понуди еден нов Балкан. Балкан достоен за 21. век. Ги затворивме сите отворени прашања. Немаме други спорови со соседите или со други држави. Можеме конечно да бидеме спокојни. Можеме да бидеме среќни. Можеме да се посветиме на градење на нашата иднина. Успеавме
да обезбедиме, да го фатиме, веројатно последниот воз што може да обезбеди нашата стабилна и просперитетна иднина. Добивме нов пријател, кој до вчера ни беше политички непријател. Градиме пријателство со Грција. Грција беше нашиот поддржувач во пресудните моменти за добивање датум за преговори со Европската Унија, заедно со Република Бугарија. Тоа е европски начин на партнерство и пријателство. Ќе бидеме партнери и сојузници заедно во Европската Унија и НАТО. Трасираме пат за тоа наше заедничко стратешко партнерство. Нашиот идентитет е потврден и зајакнат. Нашето државјанство ќе биде македонство кроз граѓани на Северна Македонија. Тоа е потврда за нашиот идентитет и гаранција дека и во иднина идентитетот ни е гарантиран. Во иднина нема да има повеќе оспорувања на нашето име, на нашата припадност, на нашиот јазик и идентитет. Нема да имаме повеќе фрустрации и гнев дека не сме признаени и дека сме оспорувани. Добиваме шанса, конечно, да бидеме своји на своето, еднакви со другите во регионот и рамноправна членка во НАТО и Европската Унија. Да седиме рамо до рамо со најсилните и најразвиените. Со постигнатите договори, со внатрешните реформи и со перспективата што ни се отвара со вистинскиот и единствен одговор на референдумот, добиваме јасни и дополнителни можности за севкупен развој во Република Македонија. Тоа е од суштинска важност за нашата економија исто така. Добиваме поголем пристап и можности и за користење на фондовите на Европската Унија. Тоа е шанса за младите луѓе да бидат еднакви со нивните врсници во Европската Унија. Тоа е можност за развој дома и просперитет за сите. Ја носиме Европа тука и создаваме можности за младите дома во Република Македонија. Избравме да чекориме храбро и одлучно кон иднината. Не робуваме на минатото. Одиме напред, без страф и без предрасуди. Знаеме кои сме и што сакаме. Не треба да им подлегнеме на емоциите кои се јавуваат при секоја промена. Ако рационално размислиме, тогаш ќе сватиме дека ништо не губиме, а можеме да добиеме се. Започнувањето на преговорите за членство во Европската Унија ќе го зајакне истовремено и процесот на домашните реформи. Остануваме посветени на зајакнување на владење на правото и зголемувањето на животниот стандард, а членството во НАТО и преговорите за членство во Европската Унија ќе ни дадат дополнителна енергија и поддршка за тие реформи. Државата ќе зајакне, институциите ќе бидат посилни. Овие промени и новиот европски импулс ја зајакнува и кохезијата во нашето општество. Мора да се обединиме за остварување на врвните државни интереси и главни национални приоритети. Затоа и понатаму останувам на мојата заложба да ги повикам сите, вклучувајќи и опозицијата, за оваа прашање да ни се придружи. Градиме општество каде сите се еднакви и исто вредат. Ако сме сите посветени на исти стратешки цели за нашата држава, за сите наши граѓани, тогаш ќе имаме поблиска соработка и нема да има толку длабоки делби помеѓу нас. Тоа е мудроста на која ги повикувам сите политички фактори. Од денеска натаму секако до 30 септември да не обединува мудроста за најдобриот избор за нашите граѓани и за нашата држава. Тој избор должност ни е да го направиме со љубов и со верба за еднината на нашата земја и за генерациите кои што доаѓаат после нас. Благодарам.